Денеска сме тука пред Народна банка на Република Македонија и носиме едно писмено барање кое денеска ќе го добијат Народна банка на Република Македонија, поточно Националниот совет за платен промет во Народна банка на Република Македонија. Нашето прашање е следното. Се однесува во контекст на блокирањето на трансакцијските сметки на физичките лица во текот на последниве 10 па и повеќе години и законитоста на истото блокирање. Значи, Народната банка на Република Македонија е главен регулатор на платниот промет во Република Македонија. Значи, приватните банки се под неа. Таа е должна да ги регулира. А во Законот за платен промет стои децидно дека извршни решенија, односно решенија за присилна наплата може да донесат само Управа за јавни приходи и градоначалниците на општините. И никој друг, според Законот за платен промет. Но извршителите самите вршеле присилна наплата, иако тоа законски не смееле да го бараат од банките. Но и банките го извршувале тоа. Значи се работи за тоа дека извршителите можеле да бараат само барање за извршување, но никако барање за присилна наплата. Сега, нашето прашање е дали Народна банка на Република Македонија ќе дозволи и понатаму да се блокираат сметките на физичките лица. Овдека во Македонија се блокираат над 300.000 сметки во текот на година. Значи се работи за апсолутен финансиски геноцид на населението кое живее во Македонија. Со самото блокирање банките бараат деблокирање, односно бараат плаќање за деблокирање, кое е многу големо. Некогаш се случува основниот долг е 1000 денари, а за самото деблокирање од банката се бара дури и 2500 денари од страна на приватната банка. Значи, денешната прилика сакаме да искористиме директно до гувернерот на Народна банка, до премиерот. Гледаме дека во последно време владата милува да троши државни обврзници, може да би во ред за деблокирање на општините некаде во вредност од 120 милиона евра. Ние јавно побаруваме, значи, нека потрошат некоја државна обврзница и за граѓаните кои што се блокирани, нека земат кредит со било која банка во државата, нека склучат договор да можат нашите граѓани да тие средства најверојатно да бидат безкаматни, да граѓаните кои што се заглавени во долгови кои што не можат да испливаат, очигледно дека значи ако не може општината да функционира, како ќе функционира? Ќе функционира на семејство кое е блокирано. Значи затоа бараме нека потроши владата една државна обврзница за граѓаните, да се земе кредит и тој да биде строго наменски. Граѓаните да можат да земаат од банката кредит и тие средства директно да бидат насочени према доверителот, али тој кредит да биде безкаматен. Значи ако се може да се помага на многу категории во држава на луѓе, на општини, на субвенции за разни категории на граѓани, еве владата еден мислам предлог кој што држи, нека покажи добра волја дека стварно парите сака да ги врати кај граѓаните, да одобрат една таква финансиска инекција на семејствата кои што се блокирани, кои што верувајте не можат основните животни потреби да ги задоволат, бидејќи се влезени во еден лавиринт кај што не можат да испливаат. И на тој начин средствата што ќе ги добиваат граѓаните да бидат строго наменски, да се определат директно према доверителот кој што ги должи граѓаните. На тој начин да може со платата кој што ја таква каква што има, да може семејствата да функционираат. Од овие вакви ваши иницијативи до сега каков фидбек сте добили од каква било институција до сега? Се уште очекуваме фидбек, бидејќи владата на Република Македонија, поточно премиерот ни вети дека ќе има една широка дебата на оваа тема и дека таа широка дебата ќе се одвива во собранието преку собраниски комисии. Значи предлог законот се уште во создавање, во креирање. И ние очекуваме и ние да бидеме вклучени како невладени организации. Што повеќе од нас вклучени, од граѓанските организации, толку и почовечен и похуман закон. Да ги плати, за да може платата да му останува, верувајте, да може да функционира, дека се стимулира на овој начин сивата економија, со оглед на тоа што не дозволува овие граѓани кои се блокирани не можат легално да работат, па се повеќе се стимулирани на овој или оној начин да ги земаат средствата кои повторно или не се уплатуваат таму каде што треба. Одлично е прашањето, затоа што се стимулира сивата економија, бидејќи тие средства кои се на трансакцијска сметка, тие се ограничени. Ако ти на личноста на физичкото лице иземеш 1/3 од парите што ги има внатре или целата пензија или плата, таа личност не може да функционира, нема основни средства за преживување, што е противуставно.